Продолжува посетата на владината делегација предводена од премиерот Никола Груевски на Индија, каде што пред индиските бизнисмени се презентираат можностите за инвестирање во Македонија. Вчера бизнис форум се одржа во градот Ченај, каде што индиските бизнисмени беа импресионирани од условите за водење бизнис во Македонија и отвореноста на владата за соработка со потенцијалните странски инвеститори. Председателот Ѓорѓе Иванов во својот кабинет ќе прими делегација на универзитетските професори од граѓанската иницијатива, кои ги поддржуваат реформите во високото образование. Тие пратија писмено барање за прием од шефот на државата, кој вчера имаше средба и со представници на професорскиот и на студентскиот пленум, кои пак се против измените на законот. Професорскиот пленум се изјасни дека не е против реформи, но тие да бидат спроведени врз база на соодветна анализа на резултатите од досегашниот образовен систем. Воедно, пленумци не се согласиле со предлогот на председателот Иванов за средба меѓу професорскиот пленум и граѓанската иницијатива за поддршка. Плинот за автомобилите поевтинува за 3,5 денари по литар и наместо за 31,5 ќе се продава за 28 денари за литар. За 5 денари пониска цена има и метанот, кој сега се продава за 43 денари за килограм. Намалувањето на цената на метанот се должи на договорот што Макпетрол го склучил со руската компанија Газпром. Според договорот, за 5,4 денари се намалува и цената на природниот газ за индустријата, со што наместо за 29,9 ќе се продава за 24,5 денари. Последниве 3 месеци во континуитет се намалува долгот на државата. Во ноември во однос на октомври долгот е намален за 65 милиони евра. Заклучно со 30 ноември долгот на централната влада според Министерството за финансии е намален од 38,9 на 38,1% од БДП. Јавниот долг, кој го вклучува и долгот на општините и јавните предпријатија, изнесува 45,5% од БДП. Причина за континуираното намалување на долгот е намалувањето на издавањето од државни хартии од вредност, како и исплата на обврските кон Меѓународниот монетарен фонд. Министерството за одбрана објави јавен оглас за прием на 125 професионални војници. Министерот Зоран Јолевски истакна дека целата процедура ќе се одвива во 4 фази, која опфаќа пријавување, здравствени прегледи, психофизички тестови и селективен курс од 24 дена, пошто ќе следува интервју. Се очекува изборот на професионални војници да заврши до крајот на март или почетокот на април. По ослободувањето од затвор на Јован Вранишковски на 19 јануари, најверојатно поглаварот на МПЦ Охридска архиепископија ќе свика седница на синодот на која ќе биде донесена одлука за почнување разговори со СПЦ со медијаторство на Руската православна црква, најави митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски Петар. Митрополитот Петар вели дека лично смета отике нема поместување во релациите меѓу СПЦ и МПЦ без интервенција или медијација на Руската православна црква. Министерот за транспорт и врски Милеана Киевски до антикорупцијската комисија достави барање за поведување на постапка за преиспитување на повредата на службената должност во врска со наводниот случај кој го изнесе портпаролот на СДСМ Петре Шилегов за закуп за куќа во Прилеп, наводно поврзана со инфраструктурен проект во Прилеп. Од Министерството велат дека господинот Шилегов немал храброст и доблест да ги достави документите до Државната комисија за спречување на корупцијата што ги изнесе на пресконференција за наводен скандал, па го повикаа да го стори тоа доколку има докази за наводен скандал или во спротивно да не манипулира и да ја лаже македонската јавност. Во Вевчани почнува Вевчанскиот карневал, со кој традиционално се пречекува старата нова година Василица. Дефилето во центарот на Вевчани ќе трае до 16 часот, а за навечер е предвидено да се одржи концерт на етногрупата Љубојна. Годинава карневалот опфаќа повеќе настани, а манифестацијата ќе заврши утре со традиционално палење на маските. Најмалку 10.000 француски војници ќе бидат распоредени за да се зајакне безбедноста на најслабите точки на територијата по џихадистичките напади во Париз, во кои минатата недела беа убиени 17 луѓе. Председателот Франсуа Оланд ја повикал армијата да учествува во обезбедување на чувствителните точки на територијата, укажувајќи на големи закани со кои е соочена државата. Тоа е првпат да се мобилизираат француските сили со тие размери на територијата на Франција. Околу 5000 полицајци и припадници на жандармеријата се мобилизираат за да се заштитат 717 училишта и места каде се собираат евреи во Франција, додека трае потрагата по соучесниците на нападачите од Париз.
На насловната страница на првото издание на францускиот сатиричен неделник Шарли Ебдо по исламистичките напади ќе биде објавена карикатурата на пророкот Мухамед кој плаче, држејќи надпис "Јас сум Шарли" и под кој пишува "Се е простено". Насловната страница на новиот број од весникот на кој работат преживеаните членови на редакцијата им е доставен на медиумите пред утрешното објавување. 3 милиони примероци од изданието на преживеаните веќе се испечатени и ќе бидат достапни во 25 земји на 16 јазици. Властите во Нигерија соопштија дека во нападите на екстремистите на Боко Харам врз пограничниот град Бага во минатата недела биле убиени најмногу 150 луѓе. Се наведува дека во таа бројка има и многу терористи кои го нападнале градчето на границата со Чад, но се соочиле со голем отпор на армијата. Претходно беше соопштено дека бројот на убиени минатата недела е над 2000, најголем досега извршен од Боко Харам, што се смета за шпекулација. Председателот на Еврогрупата Јерун Дејсеблум вети дека ќе работи со новата влада која ќе се формира по изборите во Грција на 25 јануари, но ја повика Атина да продолжи со политиката на штедење. Тој додаде дека Европа може да понуди и поголема помош, доколку Грција ги исполни своите ветувања за реформи.